ете во овој убав амбиент. Рековме дека денеска ни е четврти ден од работата на 54-та летна школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. И по програма денеска имаме еден убав настан, а тоа е промоцијата на книгата. Се работи за книгата Теми за македонската литература 20 век од академик Ала Шешке. И мора да кажеме дека сме привилегирани, бидејќи ова е прва промоција. Значи, ете, можеме да ја промовираме оваа книга, да зборуваме за оваа книга и за сите оние придонеси кои што ги имаме од истражувачкото перо на академик Ала Шешкен, токму тука на оваа сцена, така наречена летна сцена, на 54-та летна школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Ви благодарам дека сме во таков број и дека ете наредните половина час, малку и повеќе, ќе се дружиме нели со оваа книга. Прво би сакала накратко да кажам која е Ала Шешкен. Ала Шешкен славист, компаративист, познавач, толкувач и промотор на македонската литература во Русија. Доктор по филолошки науки, академик, член на МАНУ од надворешниот состав од 2007 година. Автор на над 200 научни трудови. Ги поставува темелите на систематското концептуално предавање и проучување на македонската литература во Русија. Држи предавања и специјални курсеви од историјата на македонската литература, култура и македонската литературна критика на катедрата за словенска филологија при Филолошкиот факултет на Московскиот државен универзитет Ломоносов. Добитник е на меѓународното признание Блаже Конески, тоа е признанието кој што го доделува Македонската академија на науките и уметностите. Тоа признание таа го доби во 2015 за придонес во проучувањето и афирмацијата на македонската литература и македонскиот јазик. Меѓутоа, оваа година стана добитник или ја доби престижната награда Почесно Рациново признание за 2021 година и јас навистина се радувам што ете ова признание дојде во нејзини раце во оваа година. Зошто велам во оваа година? Бидејќи ова е година на Конески. Цела година Македонија ја прославува годината на Конески, а тоа е по повод 100 години од неговото раѓање. Така што ете и оваа книга на некој начин, нели, Теми за македонската литература во 20 век, нели, концепирана во 10 поглавја, вклучувајќи ја и библиографската белешка. Така што ете може да кажеме со еден студентски жаргон, чиста десетка и по структурата на книгата на академик Ала Шешкен. Оваа книга се отвора со два текста кои го третираат Конески, т.е. го третираат неговото творештвото на Конески. Првиот труд е насловен како Фолклорот во уметничкиот свет на Блаже Конески и може да се каже дека нејзиното истражување започнува од Кочорацин, бидејќи вели дека тука е најсилно, најманифестно тоа фолклорно влијание во неговото творештво, а потоа на тоа искуство од Кочорацин се надоврзува нели искуството на Блаже Конески. Таа вели вака: таа традиција ја продолжил класикот на македонската литература Блаже Конески, зашто пишувале многумина познати македонски и странски истражувачи: Јурчинов, Старделов, Друговац, Китевски и други. Современите македонски научници, сметајќи ги фолклорните елементи како една од важните константи на поезијата на Конески, ги разгледуваат делата кои постојат во устната традиција како своевиден интертекст во творештвото на овој класик на македонската литература. Така што ете таа потоа се занимава со тоа да покаже кои се оние најзначајни точки во творештвото на Конески, врзани со фолклорот, или точки кои што се инспирираат или црпат инспирација од фолклорот, и најмногу зборува за поемата Мостот и за антологиската песна Тешкото, бидејќи вели дека тука таа устна народна традиција е многу силно изразена, а потоа продолжува од тука
академик Шешкен, кој продолжува патот по творештвото на Конески, односно тоа патување неизино води кон илинденски мелодии, потоа кон поемата Вуната Карпошова, а потоа неколку песни од збирките на Конески, тоа е Песни и Везилка од 1953, ставајќи акцент потоа на Болен Дојчин и на циклусите Дојранска елегија, Марко Крале и при тоа вака заклучува. Целосно земено може да се заклучи дека во богатата со нијанси, филозофски мощне содржајна поезија на Блаже Конески, фолклорот цело време игра важна улога, помагајќи да се пронајде зракот на надежда и во најсложените ситуации. Лириката на класикот на македонската литература ја покажува разновидноста и богатството на користените изразни средства преземени од устното поетско творештво. Потоа доаѓа оној втор труд, кој што се исто така се врзува со творештвото на Блаже Конески, насловен како Блаже Конески и руската литература. За мене е посебно интересно, бидејќи овдека се покажува сите оние релации кои што Конески ги оствари, од каде кај него, да речеме, таа свртеност и таа посветеност кон руската литература. И може да се каже, како што вели Ала Шешкен, дека овој македонски литерат бил осуден на посебен и изострен интерес кон руската литература, најпрвин поради тоа што руската литература во текот на 19-тиот и 20-тиот век зазема водечко место меѓу европските литератури и тука се споменува, таа ги споменува големите имиња, водечки имиња од руската литература, но кои исто современо стануваат и водечки имиња во европската литература, како Толстој, Достоевски, Чехов, Шолохов, Булгаков и многу други истакнати мајстори на зборот. Средината во која се одвива формирањето на Блаже Конески како поет и како научник, овдека мисли таа на Скопје, Белград и Софија, е под силно влијание на руската култура и тоа е втор битен момент кој што придонел да се оформи Конески, односно да се развива Конески под влијание на таа руска литература и култура. Во неа интересот кон руската литература и руската култура е традиционален, така што новородената македонска интелигенција ја наследила таа традиција. И што е интересно, на овој книжевен, на книжевно-историски, книжевно-теориски диптих за Конески, ја така го нареков, диптих за Конески, тоа е книжевно-теориски, се надоврзува трудот кој што таму го посветува на Милан Јурчинов. Всушност овој труд се однесува за значењето на книгата Освојување на реалноста од академик Милан Јурчинов и потоа таа се задржува на проучувањето на историјата, на формирањето и развојот на македонската литературна критика од 20-тиот век. Имено таа пишува за него кога така го започнува овој свој труд, овој свој текст, кога пишува за него, во него гледа човек со сјајна ерудиција, со навистина енциклопедиски широки познавања во областа на филологијата, стожерна личност во епохата на формирањето и развојот на македонската литература на мајчин јазик и секако дека за исклучително значајно придонес во популаризацијата и проучувањето на руската култура во својата татковина, нему му е доделена и државната награда на Руската федерација, медалот Пушкин. Од тука почнува незиното патување и пишува за него токму како еден исклучителен научник во македонската литературна наука, кој што ја провоцирал, како авторот кој што таа учела и мислам дека за неа бил вистински патоказ како понатаму да продолжи во своето проучување, односно во своите, да ги искристализира своите ставови за кога ги пишува, кога зборува, кога истражува за македонската литература од 45-та, па и предходно, но посебно 45-та, до крајот на минатиот век, односно бидејќи таа и така насловена оваа книга како теми за македонската литература на 20-тиот век. Значи, потекот да се нафати да пишува и да истражува за особеностите во формирањето и развитокот на македонската литература наоѓа токму и во оваа книга Освојување на реалноста од Милан Јурчинов. И што е интересно, потоа по овие три
воведни, ако сакаме да кажеме, со кои што се воведни трудови, со кои што се отвара оваа книга. Следуваат 6 наредни, јас само накратко само ќе ги споменам и на некој начин ќе се обидам да направам еден пресек, мал едно претрчување, бидејќи нормално во на една ваква промоција и не треба да се каже се. Впрочем, зошто да се каже се, ако може книгата да се земе и да се прочита и да се види изворно, да се видат изворно тие нејзини размислувања, тие нејзини ставови. Наредните 6, нали, со кои што да речеме се развива целата оваа книга, ги носат овие наслови: особености во формирањето и развитокот на македонската литература. Македонската литература од 1941 до 1945. Македонската литература по ослободувањето. Македонската литература во 50-тите и 60-тите години на 20-тиот век. Македонската литература во 70-тите и 80-тите години на 20-тиот век. И последна, македонската литература во 90-тите години на 20-тиот век. Значи, гледате дека според насловите, таа го земала хронолошки пристап, сака да покаже целокупниот развој на македонската литература. Тој почнува, нејзините први проучувања се таму некаде во 19-тиот век, да добро ги детектира, точно ги уочува сите тие проблесоци и почетоци на македонската литература во тој 19 век, за потоа полека нели да ја развие својата студија низ овие неколку теми, а тоа се нели овие сите нели периоди кои што ги споменав. Што е интересно? Тоа што таа се занимава со сите жанри. Значи, може да кажеме дека на некој начин на оваа книга ние можеме да гледаме како на една мала историја на македонската литература. Значи, мала историја. И дури може да биде како да биде на нацрт на некоја поголема идна историја, за кој што нели ете во некои наши разговори лични така ми спомнала дека работи, дека сака тоа да го направи, дека тоа е некој нареден нејзин чекор голем, на кој што јас искрено многу се радувам дека на тоа се нафатила и со радост го очекувам тој момент кога ќе се појави нели таа историја. Затоа што велам дека жанровски ги проследува сите, значи појави, значи зборува како се развивала поезијата, како се развивала прозата, како се развивала драмата во сите овие периоди. Гледате дека ги земала декадите, така, во 50-тите, во 60-тите, во 70-тите, така натаму, се до крајот на 90-тите. Сакала да покаже на еден момент нели на тоа што го велиме еден забрзан развој на македонската литература, дека во тие 50 на 60 години македонската литература молневито поминала скоро низ многу формации и таа објаснува преку врвни теоретичари од руската, белоруската и другите словенски книжевни средини, теоретски книжевни средини, ги објаснува тој феномен како и зошто настанал и како се случил, и затоа навистина ние сме и благодарни, бидејќи понекогаш многу често ни е потребно исчитување однадвор, така, не одвнатре. Ете тоа го прави многу ревносно, многу силно, многу трајно, долготрајно, и од тој аспект навистина сметам дека оваа книга теми за македонската литература на 20 век е навистина исклучителна појава, и од тој аспект навистина сум многу среќна дека првата промоција се случува токму овде. Мислам дека за сите вас, идни македонисти, значи не велам само вие што сте сега веќе етаблирани македонисти, но идни посериозни македонисти, дека оваа книга може да биде за вас добар показател како треба да се движите, односно на некој начин може да биде за вас врата кој што ќе отворите, за да можете посилно да се нурнете, да влезете во осебеностите на македонската литература. Со сите оние нејзини, бидејќи таа зборува за извонредни имиња, за извонредни наслови, но и она што исто мене посебно ми остави впечаток во оваа книга е тоа што таа постојано проследува и македонската критика. Значи, паралелно, како што се развиваат овие жанрови, како се умножуваат, како се развива македонската литература, паралелно зборува и за тоа како се развива македонската критика
бидејќи без критика нема да знаеме на што сме. Така што ете, и ова нејзина книга е едно критичко читање на сите текстови кои што се пишувани за македонската литература, што таа тука го искористила, и од тој аспект навистина е уште еднаш и благодарам за големата работа што ја направи по однос на оваа книга. Секако тука морам да му се заблагодарам и на издавачот, тоа е издавачката куќа Диалог, кој што ете имаше сенс, имаше вистинско чувство, во вистинско време во оваа 2021 да ни ја понуди книгата на академик Ала Шешкен, теми за македонската литература 20 век. Ете, толку бидејќи би сакала љубопитството, од овде да почне љубопитството, но потоа нели сите вие да најдете начин, нели страст, желба и да ја отворите и да ја прочитате оваа книга. Ви благодарам за внимателното проследување на оваа промотивна реч и сега мислам дека треба да ја дадеме збор на главната виновничка, нели во народници, нели за овој настан, а тоа е да дадеме збор на академик Ала Шешкен. Таа да каже, бидејќи сигурно има некаква друга перспектива и некој друго видување, додека работела на овие текстови, додека се создавала и се случувала нели оваа книга, бидејќи ова се неколку студии кои што потоа станале нели едно на друго се нанижале како гердан, така како бисери, така. Ви благодарам. Да. Драги почитувана Весна, многу ви благодарам на сите овие зборови што и тој денес кажавте за мојата книга. Сега ми се тако некако сега гледам некако веќе со други очи. Може би навистина е толку голема. И сакам да се заблагодарам на сите вас што сте дојдени тука да присуствувате на промоцијата на таа книга. Не би навистина ќе би сакала да кажем најважно и главно, и не за книга, толку може би и за семинарот за македонски јазик, литература и култура. Благодарејќи на семинарот ова книга се родила и ова книга се појавила. Jer и јас сум имала можност да дојдем во Македонија само во рамките на семинарите од моите породични причини. Нисам имала можност подолго да останем во Македонија и тие разговори, важни средби, работата на лекторите, со Драга Роза Тасовска, со Емилија Црвенковска или со Весна Мојсова. Јас се извинувам, можеби не спомнам баш сите лектори со кои работам, ама со и низ тие разговори, во целата таа средина, во целата таа атмосфера на семинарот се раѓале полека статии, делови на таа книга и сега многу се радувам дека навистина има резултат, а на вас сакам да ви овако да кажам дека може би за сега и не сте свесни колку е семинарот важен за вашата иднина. А јас ви посакувам да се задржите на поле на македонистиката и да работите на поле на македонистика, на македонскиот јазик, на македонската култура, на македонската литература. И верујте, имате да за себе откривате многу интересни работи. Така и јас ви посакувам успех на новата генерација на македонисти и уште еднаш сакам да ви се заблагодарам што сте дојдени на промоцијата. Ви благодарам. Мислам дека за вака кратко се обидовме да направиме еден убав приказ на оваа книга и јас од сега па натаму посакувам таа книга да се најде во многу библиотеки, во голем број на универзитетски центри и таму, не само таму каде што се учи македонија, каде што се изучува македонскиот јазик или се изучува македонската литература и култура, туку и пошироко. И благодарам за ова убава порака на академик Ала Шешкен. Ете, таа ве замоли сепак да не се двоумите, него да ја приграбите македонистиката
и таа ќе ви даде многу перспективи, многу книги, многу начини и можности за истражување и ете. Со ова мислам дека ќе заврши овој свечен дел, а потоа можеме да продолжиме малку и со една дружба, со еден неврзан разговор и така. Утре се гледаме повторно во 9 часот на со нови предизвици на лекторските часови на 54-та летна школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Ви благодарам на сите.